أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска ќе стани збор за биографијата, за животот на еден од сахаби на пегамбар алейхи салам, еден од блиските кои беа до пегамбар алейхи салам. Ќе стани за еден урник за наш денеска. Ова е и сите сахабијани се урник за нас. Пример како ми е да живееме во наш живот. Зошто Аллах Джелешану беше задоволен од ними, од нивни живот. И тие го докажале тоа. И рекол, Селев, земвите од некој што е под земја. Немој да земвите некој што е над земја. Зошто не знаете негова завршница? А за овие под земја знаете нивна завршница. Како нивно е ни последен момент од ова дојна. Ќе стани збор за сахаб Зейд Зубейр ибн Ауам. Зубейр ибн Ауам. Негова физиономија, негова боја на негова кожа беше жолтунеста некаде, се пренесува во силјани. Беше многу висок човек. Слаб, висок човек. Немаше густа брада, беше ретка негова брада. Ошто беше толку висок, кога седеше во ахалица, негови нозе беа во земја. Многу висок човек. Не знаеше за страв, не знаеше што е страв. Не знаеше да се откажи од нешто. Секогаш до крај. Беше еден од многуте сахаби што беше во сите битки со пегамбар алейхиселам. Сите битки што ги направи пегамбар алейхиселам, тој беше со пегамбар алейхиселам. Че гледаме покасно во негова сира, кога пегамбар алейхиселам му реше во еден момент во една битка, сите пегамбари имаја свој хавари, хаваријун. А ти си мојот хавари, од овај умет. Ова е голем степен. Сите пегамбари имаја хавари. Што е хавари? Секој пегамбар и некој човек има некои избраници, некои што му се блиски. Од овие најблиски имат иште еднош избраници, овие се хавари. Од најблискиве најблиски. 100%. Оригинални. И се вели тоа е хавари за во џеннет. Пегамбар сам му рече. Ти ќе видиш мој близок, хавари во џеннет, на Зубейр ибн Ауам. Гледај, неговото потекло се стретви со потеклото од пегамбар алейхиселам во 5-то колено, назад. 5 генерации назад се стретве во Кусей ибн Килаб. Ова е прадедо на него и на пегамбар алейхиселам, во 5-то колено назад. Негов татко Ауам ибн Хувейлид. Ауам ибн Хувейлид. Овој беше татко на Хатиџа радијаллаху анха. Значи Зубейр ибн Ауам беше брат од Хатиџа радијаллаху анха. Жена на пегамбар алейхиселам. Беше негов нејзин брат. Хатиџа и овој бе брат и сестра. И Зубейр. Жена на пегамбар алейхиселам. Не продолжи тоа чудна лоза негова. Гледај, негова мајка. Мајка од Зубейр ибн Ауам. Сафија бинту Абдул Муталиб. Сафија, черка од Абдул Муталиб. Ала од пегамбар алейхиселам. Ала од пегамбар алейхиселам.
Негова мајка од Зубер, ала од пегамбер алейхиссалам. Го викае со надимак, со кунје Ебу Абдулла. По еден од неговите синови, Абдулла ибн Зубейр, многу познат. Еден од неговите синови, Абдулла ибн Зубейр. И како мал беше останат јетим. Негов татко се пресели рано. Живееше со негова мајка. Се вели, негова мајка го одговијаше во екстремни услови. Не го жалаше иш. Му даваше тешки задачи на него. И го тепаше често. За ова е прокорие многу и рекве зошто го тепаш. Не го сакаш ти ова дете. Рече, не, ја го сакам многу. Го сакам многу. И не го тепам зашто не го сакам. Го тепам зашто го сакам. Го тепам за да се направи јак. Го јачам на него. Вели, за да победи цели војски и да донесе плен. За тако го спремам. Уште кога беше мал, Сафија, негова мајка, го пушташе со нејзин брат, Хамза. Беше брат од Сафија, Хамза радијаллаху анху. Ој беше ловец. Го пушташе со него во лов во пустина, кај лавови, кај тигрови. Тој плачеше, не одеше и јадеше чотек. И велеше, мораш да одиш, за да станеш и дојдеш, ќе победат војски и ќе донесат ганиме. Вака го одговијаше Сафија. И не жалаше за тоа иш. И не зажалила иш покасно што човек се направил ова. Ние можеме да зажалиме денеска што ги штедиме наши деца. Ги штедиме, замислиме за нивно добро, а ова ќе му штетим на ними во иднина, во блиска иднина. Го одговијаше ни како јајце да е, вака. Како јајце да се скрши, не се крши. Научи го да преживее сам. Научи го на екстремни услови. Научи го за во тешкотијата во времето во кое ќе живее тоа. Немој да го штедиш. Не значи дека ти на него го јачиш, дека ти не го сакаш. Само ти го јачиш на него. Не го мразиш на него. Го јачиш за во иднина да биде јак. Ако го направиш мамина маза, ќе се плашите од бубачки по патот. Бубачки го ќе види, ќе се плашите. Гуштерица ќе мисли диносаурус. Немој да го спремвиш вака дете твое. Зошто специјално денес? Во вакви услови во какви живееме ние. И ич не е време така да го одгоиш твое време, твое дете. Треба да го одгоиш за во екстремни услови да живее, за да може да преживее. Али не беше покарана и негова мајка, Сафија, бинт Абдул Муталиб. Во битка на Хендек, сахаби пегамбер алейхиссалам копае хендеци околу Медина, а внатра во Медина ова беше многу подалеку од градот. Внатра немаше никој, скоро никој сахабина немаше. И дојде од Бену Курейза од други племина евреи да штутат како е ситуација внатра. Сафија примети еден, го удри со нешто по глава и го преше. Му преше негова глава, ја фрли од позади таа ограда, имаше други евреи кога види рекве, овдека има некој од сахаби на Мухамед и ги штите на жени и на деца. Сафија беше ваква. Се вели дека едина од сахаби, од жени на сахаби сахабијат, што носеше секогаш со неа мач или нож. Секогаш. Сафија. Прима ислам на 15, близу 16 години. Зубер ибн Авам. 15-16 години. И се вели во историја првиот човек што крена мач во ислам. Првиот човек што крена мач во ислам. Зубер. Како беше ова случка? Се рашири во Мекка дека пегамбер алейхиссалам е убиен. Во едно од тие случаи кога во Каба во трга на пегамбер алейхиссалам на Ебу Бекир и се рашири глас дека го убие куфар на пегамбер алейхиссалам. Кога слушна Зубер ибн Авам, извади негов мач, негова корица е фрли и почна да трчат во улици на Мекка. Секаде трчаше, во цел град. И во едно место го зогледа пегамбер алейхиссалам, кога го види на пегамбер алейхиссалам го спушти мач. И пегамбер алейхиссалам рече: "Ја Зубер, што те натера на ова?"
Ja Расулулlah слушнав дека си мртов, јани. И рече, и што ќе правеше со мачот? Рече, немаше да застанам се додека не го убијам кој те уби тебе, јани. Не може да застанам, јани. Во ова беше време, имаше до 17 години, јани, кога го направи ова. Пегамбер сам го рече, Аллах да направи да видиш од хајр ти и твојот мач за овој дин, јани. Таква дуа Пегамбер сам го направи. 17 години имаше во ова време. Првиот човек што крена сејд во ислам, јани. А денеска 15-16 години, каква е наша младина? Се повикваме дека го сакаме ислам, јани. Сакаме да бидеме првенци во ислам, јани, а наши деца ни лудни се, јани. Не може да споредиш со овие деца, јани, 15-16 години. Аслан ги немат наши деца во сав 15-16 години, јани. И сакаш да направиш нешто големо за ислам, многу, јани, малку тешко, јани. Не можеш да направиш, јани. Не е исто човек што прима, и ова да го имаме на ум, не е исто како овај Зубер ибн Авам на 15 години што примал ислам и живеел во ислам цело време. И некој младиш, овака младо, само што заадал на нози почни во ислам, да учи, да го сакат на ислам и еден што ќе примат касно. Не дека немој тоа да го претисат, ама не е исто, не е исто, разбирањето не е исто, не е исто. Специјално во овие околности во кои живееме, јани, тие испрани мозоци тешко го примат ислам, хаса специјално во стари години, како рекле наши стари, стар кој не учи нови филми, јани. Тешко, јани. И затоа да се трудиме за наши деца, да ги одгоиме од почеток во ислам, јани. Да ги одгоиме од почеток во ислам. Рекол Али ради Аллаху ан за Зубер ибн Авам. Али рекол, јани. Кога ќе се налутеше беше како тигар. Како тигар. А кога ќе нападвеше како лав. Како лав. Пегамбер алейхиселам во еден случај беше во Бардо Хира, тој и многу сахаби и рече: "О Бардо, на тебе се заставени пегамбер и шехиди." Беше Омер и некои други сахаби што паднаа. И беше Зубер ибн Авам и се израдва многу зашто пегамбер алейхиселам или идни шехиди, рече ме броја пегамбер алейхиселам во шехиди. И многу копнееше за шехадет. Цел негов живот сакаше шехадет. Копнееше. После ова што го слушна од пегамбер алейхиселам. Имаше 11 машки деца, 9 женски деца, 20 деца. Сиве негови деца му ставаше имиња на некои шехиди од сахабијани. Сите. Овие 9 му стави имиња на некој сахаб што беше паднат во битка. Така ги викаше. И не само ова. Ова зашто ги сакаше многу на шехидите. Зашто многу сакаше шехадет. И не само ова. Кога порастае нивни деца го велеше: "Тебе стави во ова име Абдулла ибн Джаш, Абдулла ибн Зубер, го стави на Абдулла ибн Джаш." Рече овој сахаби, живееше во ова време пред тебе, кога беше ти мал, падна шехид, и ти го стави во ова име за да ти станиш како него, На сите деца вака му велеше. Ова име што го носиш ти, го носиш од голем сахаб, голем шехид. И кога порастиш да бидиш како него, вака му велеше на негови деца. Зошто? Знаеше тој и сахаби, мреžа, и сме зборувале неколку пати, името има влијание на човекот. Името има влијание на човекот. Рекол пегамбер алейхиселам: "Одберете им на вашите деца добри имиња. Немој лоши имиња. Има влијание." Пегамбер алейхиселам кога примаше некој ислам, ако имаше недобро име, роб на сонце или не знам како, одма му го менеше негово име. Му го менеше негово име. Зошто има влијание негово име. Гледај. Сеид ибн Мусейб, таби, Сеид ибн Мусейб е еден голем улема. Сеид ибн Мусейб кажви за негов татко, за негов дедо. Дошол ке пегамбер алейхиселам, Мусейб ибн Хазен, се викал Хазен. Хазен јани тажен. Рекол пегамбер алейхиселам: "Не го име ово, направи Сехел. Лесен да се викаш, На крај ова име." Рекол: "Не, Расулуллах, вака ми го кладе мои родители." И останал со тоа име, и вели Сеид ибн Мусейб: "И ден денеска осетвиме тежина од тоа име. Сите сме тажни во породица." Таби име.
Имаш и денеска вакви разни имиња, нажалост. Гледаат арапско име, овој го оставиле така. Има влијание беше. Да внимаваме на имиња што му даваме на наши деца. Зошто пегамбарот сам гледа во Сулхул Худейбија, договор на Худейбија кога се правеше, дојде од Куреш 3 или 4 амбасадори и не може никако да го реше споров помеѓу пегамбарот сам и нив. 4. И кога дојде Сухейл ибн Амар, кога го виде пегамбарот сам, халас реше, ви се олесна ваша работа, иде Сухейл, лесен. Сухейл, лесен, ви се олесна ваша работа и се реши спорот. Кога дојде Сухейл, се реши рече, халас. Има влијание. Направи 2 хиджри за Абесинија, Етиопија, и 3 хиджра за Мекка. Како кажавме, сите битки што правеше пегамбарот сам беше со него. Имаше еден табиет во битка, или каде и да каже пегамбарот сам кој е спреман да го направи това, немаше да не крени драка прв тој. Во каква била задача, секогаш е креваше негова рака. Зубер ибн Авам, секогаш беше спремен. Не да видиме да направиме мојата, немој, секогаш беше спремен. Зато пегамбарот сам го направи хавари. Близо. Гледај. Во битка на Бедар, имаше ставено саро, емама, жолта на неба. И се пренеси во историја, вели пегамбарот сам кавица Ами кажува, Џибрил алейхиселам кога дојде во битка на Бедар со мелаик, дојде во некоја физиономија, со жолти сароци во некоја физиономија. Зубер ибн Авам, како неба, во некоја физиономија. Ова сме зборувале во сира како доаѓал Џибрил алейхиселам во филан сахаб, во таква физиономија кога доаѓал во форма на инсан. Во битка на Бедар биле во форма на Зубер ибн Авам. Почест за него. Во битка на Бедар имаше еден од куфар, што беше цело негово тело во панцир. Цело тело имаше во панцир, само очи му се гледаја. Не може никој од сахаби да го убие. Мало е во негово панцир. Дојде Зубер ибн Авам, го фати за глава и копија му стави во око. Така го убие. Битка на Бедар. Битка на Ухуд. Битка на Ухуд, од куфар имаше еден Талха, се викаше Талха, подолго име. Беше качен на една дева, на една камина, голема. И уби многу сахаби. Убиваше, не може никој да го убие. Пегамбер алейхиселам му рече, ја Зубер, стани. Стана Зубер, зеде една халица, кој? Трчаше барабар со него. Му скокна од негова халица на негова, го бувна во земја и го убија. Пегамбер алейхиселам му рече, ја Зубер, ако не после од кога го уби, ако не одеше ти, ја ќе оде да го убија. Пегамбер алейхиселам. И во ова битка му го рече теја, сите пегамбери имаја нивни хавариуни, блиски многу. Ти си мој хавари, ти си мој хавари. И се гордееше со ова, тој, негови деца, негови внуци, после 3 генерации еден негов внук, од Абдула ибн Зубер, негов син, уште едно дете од Абдула, трето, 3 генерации после него, пишеше една поезија. Мој дедо е тој кој беше син од Ала на пегамбер алейхиселам. Беше тој кој што излезе во Бедар со жолта емама, со жолт цару и слезе Џибрил во негова форма. Беше тој кој што го нарече пегамбер алейхиселам, ти ќе видиш мој хавари во џеннет. Гордост. Голема гордост. И за фалење. Суфјан ет-Таури, табин. Рекол пегамбер алейхиселам, имаше елитна единица, командос. Тројца од нив му е главни. Вели Зубер ибн Авам, Хамза и Али. Овие бе командосите на пегамбер алейхиселам. Зубер, Хамза и Али. Во сите најтешки моменти тие беа. Имаше чудна навика во
во битка, се разликуваше од сите сахаби, од куфар, никој не правеше таков гест пред или во битка, како Зубер ибн Авам. Гледај, во битка на Хунейн, се спремве единици, пегамбар сам го нападна, остана сам, се врати, дојдве сахаби. И му рекве на нивни војџи од куфар, имат еден што е чуден, има чуден царов на него, чудно се понаша, копија го носи на негово рамо. Рекол, тој е сигурно Зубер ибн Авам. И да знаете, рекол, дека ќе ги раздели ваши сафови тој. Ова негова тактика. И вистина, пред да почне битка се впушташе во непријател со негова халица и одеше по средина на чета. Ја делеше на две и се врашташе назад. Во битка на Бедр доби рана, кога се врашташе, негов син, Урва ибн Зубер, две рани имаше вакви и во битка на Кадесија, велит ги стававме наши прсти во негови рани, во негов грб. Ги доби во ова битка во Бедр и во Јермук. Сахаби во битка на Јермук. Дојде до него 200.000 Рум. Сахаби од другава страна. Му рекве, одај ти напред да идеме ние по тебе со ова тактика што имаш ти, да ги разделиме. Значи нема да правите само, нема да моите ви. Тој влезе и ја го раздели Рим, 200.000 војници. Кога се врати за работи уште на рана. Ова беше втора рана на него. Не знаеше за страх. Не знаеше за страх. Во време на Омар, ради Аллаху ан, Омер го пушти на Амар ибн Елас да го освои на Миср, на Египет. 3.000 војници. Цела држава Египет. Пушти, кога дојде таму видве, Амар ибн Елас писмо вели, пушти и друго појачање, мало сме. 3.000 ово многу е, голема држава е. Омер му пушти 4.000 војници, гледај. 4.000 војници. И му пушти писмо. И му вели, слушај, ти пуштам 4.000 војници. На секој 1.000 ти пуштам човек што вреди за 1.000. А на сиве емир Зубер ибн Авам ти го редам. Халас. И на вистина го освоја Миср, Египет. Со 7.000 војници. И 4 што вреде по 1.000. И Зубер ибн Авам. Цела држава. Кога влегле во Египет 6 месеци едно кале не може да го освои никако. 6 месеци вече. 6 месеци. Еден ден стана Зубер ибн Авам, зеде негова халица и сврти круг околу цела кала. Рече, слушајте сега. Ја ќе земам една скала. Ќе ставам ова скала на овој зид, ќе се качам згора и ќе скокнам натаму. Кога ќе слушните текбир и вие правите текбир надвор, и почнете да се качвате еден по еден. Влезе натаму, скокна направи текбир, сахаби текбир и почне да се качват и освоја ова. Безстрашно. Ова како научна фантастика, како филм ти гледа. Моака бе сахаби, не знае за страх. Затоа Аллах Желешану му даде пола дујна за кратко време на нивија. Еден сифат што го имаше Зубер ибн Авам беше многу јак, многу голем. Имаше голема љубомора. Спрема негови жени, спрема негови деца. Љубомора голема. Нажалост, ова се губи денес, се цели. Или го има многу малко. Негова жена Есма, бинт Ебу Бекер, черка од Ебу Бекер, Есма. Еден ден ги најде со негова друга жена, како има некој проблем, и му даде шамар нова, му даде шамар нова. Отиде Есма ке Ебу Бекер, незин татко. Од татко, Зубер ибн Авам вака. И слуша да кажи, рече, слушај моја черко, врати се назад. Тој е, како го познавам ја, добар верник. Тој е доброчинител. Тој знае што направи. Види? Сахаби, види како признание од Ебу Бекер. Какво признание, каков печат. Ја го знам него. Тој ова џаба не го има правен. Замисли ова да се 10 денеска. Лудни се, војни.
Се велит Есма, Зубейр имаше една бавча, немаше много богатство, имаше една бавча малко подалеко од Медина. Есма одеше таму и одгледуваше ова, ги земеше урмите, ги земеше гарлушките и ги кршеше и со ними ги ранеше и халиците од Зубейр со кој одеше во џихад. Еден ден Есма се враќаше од овој пат, пегамбер алейхиссалам со неколку сахаби беше во овој пат. Есма беше сестра од Аиша радијаллаху анха. Сестра. Рече пегамбер алейхиссалам, зема оваа халица да не одиш пешки. Пегамбер алейхиссалам махрем на сите жени. Зема ова рече. Ја халица. И вели Есма вели ми текна на љубомора на Зубейр ибн Авам. Ја да одам пегамбер алейхиссалам, ама другиве сахаби туа. Рече наведна в глава и пегамбер алейхиссалам разбра. Халас. Толку голема љубомора имаше. Што ова денеска ни халас, го нема. Ова го нема. Некој мисли дека се претерни, тоа претерано. Не е претерано. Кога му кажа, правеле сахаби муабе за љубомора. Еден од сахаби рекол, ја рекол, којнот или халицата што јаваше моја жена, ако умри таа ја ќе ја заколам на неја за да не ја јава никој други. Кога му кажа на пегамбер алейхиссалам мисли дека претерни во љубомора, него се чудите на негова љубомора. Јас сум уште пољубоморен од него. Аллах џелешану е уште пољубоморен од мене. Немој да се чудиш. Во битка на Џемел, ова помеѓу Алија и Муавија, стигна до ова време. Зубейр стигна до ова време. Се вели кога се битна ова битка на Џемел, тој одеше и од саф на саф, на двама сафа, велеше немој да се биете. Немој да се биете. Немој да правите војна. И се оттргна од таа битка, се тргна наставна. Има некои ривајати се вели дека заспа. Се оттргна далеко, и заспа. Заврши таа битка. Дојде еден од странава на Алија, не пуштен од Али, сам. Дојде, се викаше Амар ибн Џермуз. Дојде, се вели во сон го уби на Зубейр ибн Авам. Други ривајати се вели во намаз, додека беше во намаз, го уби на него. И дојде со мач од негов ке Али, за да земат степен. Кога го виде мач од Али, рече, ова е мачот на Зубейр. Рече, колку пати овај мач заставаше во одбрана на пегамбер алейхиссалам. Колку пати го бранеше на пегамбер алейхиссалам. Рече, кажете му на овај дека на него му е спремано место во џехеннем. Зошто имаше хадис на пегамбер алейхиссалам, кој знаеше Али, тој што ќе го убие на Зубейр ибн Авам, ќе биде во џехеннем. Се вели дека после ова Амар ибн Џермуз се самоубие кога го слушна ова нешто. И се пресели овој голем воин. Атика, една од неговите жени, кога слушна за ова, рече, прашајте го на тој што го уби, дали го уби во сон. И сум убедена дека го уби во сон. Зошто ако беше буден не можеше да му се доближи на него? Или вели ако му деше некој предупредување, беше во сон да го предупредување, немаше шанси да го уби на него. И вистина го уби во сон, еден ривајат, или во намаз, додека не можеше да му врати на него. Се вели на децата негови пред смртта, пред некое време, му имаше дадено на васијет да го врати негов борш, негов долг. Тој имаше многу луѓе одеја ке него и оставае нивни пари во чување. И му рече, нема да бидат во чување, него ќе ги земам како мој борш, зашто ако му се деси на ними, не одговараш како за чување. Нема да му вратиш, ама како борш мора да ти ги вратам. Од негова таква е. И се вели кога умре имаше неколку милиони дирхеми. И му рекве негови синови, татко, ако се сосе тојве, ќе правите доа ке господарот од Зубейр ибн Авам, ќе му речите, ја Аллах, твојот роб има борш, врати го неговиот борш. Велит Абдулла ибн Зубейр, после смртта дојдве многу, се сосае пари, правевме ова доа, Аллах џелешану ни даде многу пари,
го вративме ова 4 години по улици на Медина, одевме и прашвавме кому Зубеир му дужи пари. После 4 години се измери све и имаше големо богатство што го деливме ние во негова фамилија. Иншаллах, Аллах Желешану да ни даде ибрет полука од овој живот, од овој сахаб. Аллах Желешану да му се смилуват на ними и да ја направи дојне кој ќе се трудиме да ришиме ној. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك